Дали лидер се станува или лидер се раѓа? Едно од прашањата што ја мачи оваа нација од самото создавање на светот. Кој е одговорот? Останете со Джентлмен магазин и Македонската телевизија и ќе разберете. И како што ви напоменав, еве конечно и да ви остварам затоа што јас тоа што го ветувам, тоа и го остварувам. На здравје, нека ни е разговорот. На здравје за убаво. Да. Некако најавата и бекграундот што го има човекот е многу големо. Мислам дека таа една песна што е од Фламингос и Парис, Лондон, Лисабон, Киев, Москов, Праген, Ром и така натаму се само стихови кои што се мислам пишувани за тебе заради твоето патувачко работење. Михаил, како си? Одлично, благодарам за поканата, благодарам за позитивна енергија, благодарам за се. Баш ми е мило, значи ова вака конфузната најава што ја кажав, намерно ја направив така, затоа што си човек кој што пред се многу патува, човек кој што го живее животот надвор од својот дом, можам да кажам, се поистоветувам со тебе затоа што викам дека и ние актерите секој ден живееме различни животи и живееме малку подолго од другите луѓе затоа што барем 2 сати на сцената не сме тие што сме приватно. Така да си ти човек кој што си цело време на сцената и придонесуваш за развојот на другите луѓе. Зборуваме за титула консултант. Да. Значи, ајде малку да го доближиме тој збор до нашата публика. Да. Зборуваме за in-house консултант или тоа значи менеджмент и бизнес консалтинг според барањата на компанијата интерно за компанијата, внатрешно. Се работи за стручно предавање, по барање на топ менеджментот, кое што ние претходно го обработуваме, се подготвуваме и испорачуваме некакво решение, а со тоа и обука кај клиентите. Значи, консалтингот е баш советодавен процес кој што е врзан со одредени цели и барања од страна на врвното раководство на компанијата. Тоа е вака во една реченица, исто така имаме и тренинг, имаме и обука во рамките на некои 20 си такви, ајде да речем, производи кои што ги имаме во изминатите 20 години. Значи, јас имам бизнис, бизнисот не ми успева, ти доаѓаш, ми даваш совети, јас ти давам пари и после мене тие пари ми се дуплираат и триплираат секојдневно. И мене после тоа ме викаат Бетмен. Да. Од прилика не. Не. Ние се обидуваме да подобриме некакви си 10%, 7% од тоа што во принцип тебе би ти требало како собственик на таа компанија, бидејќи сето тоа е реално, мерливо, конкретно, ама важното е што го даваме правецот како понатаму и стоиме позади тоа со така наречени проектирани објективни докази кои што ги развиваме пред да се деси тој воркшоп или консалтинг и така натаму. Работиш често со бизнисмени, ако не и секојдневно. Секојдневно. Колку сметаш дека има джентлменство во бизнисот? Прво во Македонија ќе ми кажеш, па потоа секаде кај што си бил на оваа земјина топка? Да. Или земјина плоча, да не ни се налутат сите, мораме сите да ги опатиме. Да, точно, се службам. Да. Мислам дека кај нас 50-50. Мислам дека тоа е моја лична перцепција и се надевам дека тоа оди со новите генерации во еден нов правец, во еден правец кој што врвното раководство чувствува дека треба да работи на таа тема, посебно на темата на well-being, односно благосостојба на ниво на работно место, бидејќи тоа е клучот во овие денешни времиња. Надвор работите, слободно можам да кажам дека се слични. Слични се и во Европа и надвор од Европа, слични се зависи од поединци кои што управуваат во таа некоја си своја индустрија која што е домен или поле на нивното работење. Јас се обидувам да го пренесам тоа на сите наши клиенти со демонстрација во живо и тоа многу често е така, ајде да речем шеговино, позитивно, меѓутоа има мали чекори и мислам дека одиме во добар правец.
Самиот збор leadership и во Македонија е задржан leadership. Да. Дали тоа значи затоа што од едната страна имаш лидер, од другата страна имаш шипс, да не речем овци, или просто така се случило со транскриптот и преведувањето на зборот? Ништо не те разбирам, јас знам германски јазик, со Ја. англиски слабо, Така, слабо. така. Се шалам, не, лидершип значи човек кој што е спремен да излезе пред сите. Тоа е една моја слободна дефиниција, човек кој што е спремен да го покаже тоа на лице место, да застане пред своите колеги или пред својот тим, и исто до тоа да го демонстрира во рамките на начинот на делување и понатаму. Не цело време треба тоа да го прави, ама еднаш мора да го направи за да го докаже де факто своето лидерство. Многу убава дефиниција за лидершип и лидерство и лидер како збор, а што би била дефиницијата на Михаел за джентлмен? Јас сум тука прилично ригорозен. Значи, Жарко, прилично ригорозен. За мене джентлмен е човек кој што де факто покрај својата облека, својот начин на физичкото позиционирање, така да кажам, има јасно дефиниране систем има јасно дефинирани вредности, односно однесувањето е клучот. Посебно за еден маж во оваа денешница. Знаеме дека однесувањето е клуч, однесувањето, ама во 24/7. Значи, често на предавање тоа го кажувам, компетентност како животен стил. А сега би рекол, джентлмен како животен стил. Сите правиме грешки. Ако сме свесни за тие грешки, ако може да ги исправиме, тогаш сме и джентлмени и отпосле и понатаму влечеме некој искуство. Ето така отприлика јас го замислувам. Во однесување. Твоите предавања се интерактивни. Не е класично излегувам и зборувам, него ти си човек кој што има завршено 7-8 факултети, се бројат на две раце тука некаде. Добро, едно не е важно. меѓу другото е клавирот. Значи, твоите предавања ги вршиш со помош на клавир. Значи, за различниот за различна тема, за различен лидер, свириш различна музика од различни периоди. Значи вака, токму така, добра дефиниција, добро препознавање од твоја страна. Оперативниот дел е, ајде, малку поразличен. Од тие 8 часа предавање, 7 часа ние имаме по таа тема предавања кои што ги правиме. Тие останати 1 час, ние го користиме клавирот во живо, за да дефинираме 4, 5, 6 типа на вработени или типа на клиенти, типови, например асертивен, например опуштен, например она што го викаат pitchfork, не знам на македонски точен превод. Мислам, знам, ама неќе да го кажам. Јасно, добро. Во секој случај, различна музика за различен тип. Например, ако треба да отсвирам нешто од Гершвин, тогаш тоа е проактивност, тоа е една ширина, едно добро чувство, и тоа луѓето кои што го слушаат ги асоцира на самата тема за проактивност. И одма после тоа зборуваме за проактивност и така луѓето ја памтат работната сесија. Впрочем, тоа ми е докажано за повеќе десетици клиенти во повеќе земји во светот. И така се чувствувам доста задоволен со тој дел. Баш исполнет после тие 8-9 часа, учење и клавир е нешто кое што е добра комбинација. Многу е добро да луѓето да ги натераш да слушаат и да им направиш буквално да е интерактивно за да може да допре тоа до нив. Да, предавањето го отворам со, например, соната во C-дур од Моцарт или со, не знам, со Френк Синатра. Веќе целата атмосфера е добра. Впрочем, утре имаме една таква сесија. Ете, баш ми е мило. Некогаш кога ќе одиш во странство, ќе ме викнеш мене за јас да ја представам на луѓето како изгледа, со која музика јас би ја опишал ситуацијата во Македонија, како вработените се однесуваат, и тоа би било отприлика вака, знаеш, тој капакот што е за дирките, ќе го треснам и ќе си заминам. Тоа е тоа. Значи така некако ќе опишиме како изгледа целото тоа. Каде ти е најубаво, каде се најџентлменски предавањата, си бил на секаде, повторно ќе спомнам. Каде најмногу сакаат да научат луѓето? Тешко прашање, значи се зависи од компанијата. Јас, ако веќе морам да одговорам, нели? Не мора, него. Да, али од прилика, нели? Тоа би била таа некоја си средна или, средна Европа. Затоа што луѓето таму гледаат што е во агендата, гледаат како тоа оди, посветуваат,
внимание, собствено време се подготвуваат, доаѓаат со прашања. Од друга страна, Балкан енергијата е непресушен извор, прашања имам меѓу 150 и 300 дневно, тоа трае и тоа е добро и се бориме, многу често успеваме. Една од клучните навики и причини за човекот да успее, да кажеме, за развојот на една личност е да си поставува цели. Колку сметаш дека кај нас тука се поставуваат тие цели, поготово еве кај младите генерации? Јас мислам дека може да биде подобро. Може да биде подобро. Може би тргнувам од себе и поставувањето на целите ги ставам во неколку групи и мислам дека мотивацијата е таа која што треба да биде синтетизирана. Односно, кога младиот човек има системско мислење, тогаш полесно му е да постави цели. Нормално треба да влијаат и социјални, и општествени, и економски, финансиски, емоционални влијанија за да тој се оствари во сето тоа. Со еден збор може да биде подобро, меѓутоа новите генерации кои што доаѓаат докажуваат дека тоа може да се направи. Не мислам на својата генерација дека тоа не го прави, него може да направи исчекор и да биде тоа подобро. Не критикувам никого, нити себе си, јас сум дел од сето тоа, меѓутоа целите кои што ги поставувам во тој дел се редовно високи, мерливи, реални, долготрајни, тешки за остварување, меѓутоа така успехот е загарантиран. Барем до сега. Да, дефинитивно. Човечки е нели да се увиди грешката, да се признае грешката и да се оди понатаму. Некако како што ја отворивме емисијата, луѓето ги увиделе своите грешки или имале проблем во развојот на фирмата, вие сте тука да ги согреате тие грешки и така натаму, така некако и се расте во животот. Ја правам оваа компарација зашто за да ве прашам, дали ти си добил некаков совет како дете што те натерало да се бавиш со оваа професија, нешто дедо, татко, нешто што те движи понатаму и нешто што милуваш да го кажеш на тие твои предавања околу тоа мотивацијата и сите тие работи? Да, одлично. Ова прашање не ми е прв пат поставено. Можам да кажам дека клучот е тоа што сакам луѓето кои што ме слушаат да бидат задоволни. И тоа да им влијае позитивно во нивниот живот или во нивниот бизнес. А иначе баба ми пред 25 години беше вака ми викаше: пази кој е тој што ти кажува. Види кој е тој што ти го кажува тоа, па така оцени дали е точно или не. Тоа го запамтив и си велам барем јас да им докажам на моите слушатели дека тоа што им го кажува стојам позади истото. Мислам, ова е малку и шеговино и така натаму, ама е вистина. Точно, да. Иначе клучот ми е да луѓето видат мерлив излез, да бидат задоволни, не е секојаш лесно. Важно е човек да се бави со наука и да се бави со уметност. Тоа е мислам дека е клучот. Сега, пред крај сакам да те прашам, ова ќе биде исто шеговино што сакаш да кажеш ти, но со една голема трагична нота. Замислиме мене дека јас сум директор на фирма. Мојата фирма се вика Македонија. Добра. Што би ми препорачал како да излезам од кризата? Па прво ќе ти препорачам една така голема библиотека. Голема библиотека, широка, со едно 123 книги во рамките на менеджмент, управување и така натаму. И после би ти препорачал да одвоиш планирано време, да си поставиш цели и од време на време да правиш уште некоја добра представа. Бидејќи во сите споредни процеси се клучни за да успеат главните процеси. И дами и господа, како што можевте да чуете и видите, прекрасен разговор со еден бизнес консултант кој што ми даде прекрасни идеи како тоа јас да го развијам мојот бизнис и понатаму, човек кој што меѓу другото се занимава и со музика. А мојот следен гостин денес ќе говори за музиката, но музиката во еден поинаков вид, како што народот постарите негуваат да кажат диск џокеј или диџеј, човек кој што е задолжен и кривец за ноќниот живот во Македонија и да видиме што ќе каже човекот околу тоа како младите се забавуваат, дали младите сакаат да се забавуваат или не. Секој, ама буквално секој има потреба од ментор во својата кариера, ако не и неколку. Како што сакате пријатели кои може да ве поддржуваат низ пресвртите во животот, така и вие сакате ментори кои може да обезбедат поддршка за вашата кариера. Можеби ќе треба да ги знаете карактеристиките на добриот ментор, што треба да ги очекувате додека го правите вашиот избор. Менторите може да бидат вредни во речиси секоја фаза во која се наоѓате, без разлика дали е во потрага по работа, прилагодување на улога, движење нагоре или пронаоѓање нова патека во вашата кариера.
Работењето со ментор ги зголемува вашите шанси за промоција и развој. Одбирањето на ментор е една од најважните одлуки во кариерата. Затоа, изборот на вистинскиот ментор бара време и проценка. Голем дел од успешните луѓе, на кои им завидуваме и кои секојдневно ги следиме, сите од нив имаат ментори во животот. Ова е заедничко на многу луѓе. Ти имаат ментор. Ментор е некој што на истиот пат во кариерата како вас, но понапреден. Од место на искуство, тој може да понуди релевантни информации и совети за вашиот избран пат во кариерата. Тој исто така може да ве упати како да избегнете потенцијални стапици и како да пристапите кон следните чекори во вашата кариера. Менторот честопати може да го олесни вмрежувањето помеѓу вас и другите кои исто така може да унапредат вашата кариера. Постојат многу начини на кои може да имате корист од менторот и тие сигурно може да ви помогнат да успеете побрзо отколку ако немате водство. Успешните луѓе не се срамат да побараат помош. Дали некогаш сте се запрашале како би било да имате помош од луѓето на кои најмногу им се восхитувате? Потенцијален ментор, собственик на вашата компанија, познаник кој ве инспирира или експерт во вашата област. Ако сакате помош за лидерство од овие луѓе, прашајте ги. Ако сакате да бидете гладиатор, треба да зачекорите во арената. Ова не е лесен пат. На патот ќе се соочите со многу предизвици, страф од неуспех, ризик од одбивање, а гледачите во арената ќе го следат секој ваш потек. Ако нешто не ви е јасно, прашувајте. Толку е едноставно. Што е тоа што ги тера младите навечер да се движат во ноќните клубови? Во овој случај тоа е еден од најдобрите тука кај нас, а и пошироко, дами и господа, мојот пријател и другар DJ Никифор. Пред се на здравје. На здравје, Здравко. Да си ми жив и здрав. И фала ти што ете, конечно успеавме да се договориме и да се видиме тука. Имам добри оправдани причини, не ме во државата. Така е јасно. Имаш богато портфолио, но за тоа малку понатаму за твоите патувања. Пред се вака сакам да те прашам од старт. Имав еден другар и се уште го имам да е жив и здрав, многу сакаше да стане диџеј, ама од дома му кажа професија ли е тоа, ме кажа, што ќе правиш со тоа понатаму во животот? Нешто слично како мене за актерството, но ете, јас успеав, он не проба. Сакам да ти сакам да те прашам, дали ти си го имал тоа кога почнуваш или некако почна спонтано, не им кажа и така успеа? Да, како го немав, и од долги години имавме проблеми со моите родители. Што е хоби, што е професија? Требаше учењето да биде професијата, а хоби да биде диџејството, меѓутоа кај мене испадна обратно. Па после морав да надокнадам, како ми растеше мојата кариера, така морав поише да надокнадувам у школа. И така не беше лесно уопште, и може и уште да не е лесно, ама се откажа изгледа. Ето тоа е, знаеш како е, види, никогаш не смее да се откажеме, не смееме да се откажеме, и тоа е тоа што не движи напред, нели, и растеме како луѓе и како џентлмени, да не заборавиме. Баш така како што кажа, развојот, поготово во оваа професија, бара ризик, без ризик нема награда, секогаш љубам да кажам, како беше твојот развој во твојата диџејска кариера? Па јас за моја среќа имав предобри професори, учители, како да кажам. Тоа беа сите членови на еминентното радио Антена 5, националното радио Антена 5. Почнувајќи DJ Dynamite беше тој првиот што ме прими во Антена 5. Уште јас тогаш немав касети. Имав список од некои 13-14 песни. Dynamite без да ме праша ми дојде со туце едно 20 седења, у кои ги имаше сите 14 песни и плюс 6 песни што не знаев како се викаат. Паднав во несвес, он беше таков кул, баш диџеј лик и од тогаш навака не сум излегол од радиото. Се продолжува понатаму. Така и треба, нели? Секогаш кога ги гледам диџеите, се замислувам, знаеш, се гледа дека диџејот е внесен внатре во целото. Што се случува со таа креативност? Во моментот ли ти се случува некоја си
некое емотивно расстройство, тоа сакам да го кажам, па тука го имплементираш или од дома знаеш кога ќе ја пуштам песната на Тамара, на Жарко или на тој и тој, па во моментот тука ќе ја скречнам или тоа ќе го направам. Што се случува во моментот на диџејот додека пушта музика? Во моментот на главата на диџејот. Сакаш да ти обяснам вака или сакаш да ти зборувам? Можеш и вака, како ти е тебе најлесно за како да го приближиме тоа до народот. Еден CD плеер, втор CD плеер, трет CD плеер. Еден канал, втор канал, трет канал. Прва песна, втора песна, трета песна. Ја пушташ првата песна, што мислиш дека ќе биде добра за публиката што ја слуша. Ја пушташ втората песна за да ги кренеш уште малце и третата песна за сите да играат. Тачно. Во моментот ја имаме правото Тамара на првиот канал, Nipple People фрка на вториот канал и DJ Nikifor Togetherness на третиот канал. Ако на тие три песни не играат, сте за се фркнале тешко. Да. Не сте за тука, фала Не сте за тука, продолжете во наредниот локал. Да, а она што ме интересира, ете пример, оди сега, Togetherness од Никифор. И во моментот ти сакаш нешто да направиш на песна. Само го креам каналот, ги бројам баровите, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И работи. Но ова е кога би било да кажеме кога завршува едната да ја пуштиш другата, но во самата песна, кога диџејот ќе почне да се скреча, кога ќе почне да се прави, да се игра буквално, да ја прави таа уметност. Тоа ме интересира. Тоа ти доаѓа во моментот, нели тоа не можеш од дома да си го спремиш. Во зависност од публиката, на кој левел е, што сакаат да слушаат и така го ограничува својот сет. Има некои диџеи што доаѓаат и на лице место, јас не сум од тие, јас си го пробувам сетот дома еднаш, два пати, три пати. Тоа ме интересираше, да. Да. Значи доаѓаш со проба. Репетиција место матер студирам да се знае. Затоа што не пуштам пред мал број на публика, не пуштам во мали кафичи и така натака и мора малце да биде тоа. Да, супер. Тоа е тоа, професионализам на ниво. Да. Дефинитивно ги правиш луѓето среќни. На твои журки сум видел дека навистина се забавуваат им и убаво, се лачи ендорфин на сите страни, но што е она што тебе те прави среќен? Кога се луѓето среќни на крајот на денот и кога има добри коментари од моите забави. Така. Затоа што и да е најдобрата забава, јас сигурно имам некој коментар. Дали е звукот, дали нешто имам секогаш некој коментар. Меѓутоа, ако барем 80% од коментарите се добри, тоа за мене е успешна вечер. Баш ми е мило. Ете, како што спомнав, ги правиш луѓето среќни во ноќни за клубови, значи работиш навечер, имаш обратен лајфстайл од нормалниот човек. И веќе не сум млад. Што значи тоа? Што значи не дека не си млад, што значи обратниот лајфстайл, да се останува до доцна, да се спие преку денот, претпоставам, не знам повели. Па имав доста голем период на одмор. Пандемија се викаше. Баш така. Така да кога помина, меѓутоа кога се намали, кога почнавме повторно да работиме и сите останати работи, дури бев пресреќен дека можам тоа да го правам. Сега е малце потешко бидејќи со визи вадење, авиони летање, малце е тешко со македонски пасош, што знаеш. Да. Ако сакате пасоше бројче нешто тука. Шала на страна. Ибица, Миконос и ред други да не ги спомнувам. Си пуштал таму, настапуваш, сега беше брзо во Сент Мориц, може да се види по твојата бојана. Така, точно. Пушташе и во нашето прекрасно Маврово. Маврово беше волшебно. Не знам зашто сите ми рекоа ко Франција се осеќаат, јас бас се осеќав ко над Никифорово, да не речам Маврово. Бас тоа сада да прашам, каде се чувствуваш најубаво? Каде луѓето најмногу знаат вака? Дома, тука во Скопје, во станица 26, во македонските клубови Централ, Аватар, де факто, сегде каде што настапувам, сегде ми во Македонија. Значи, македонската публика знае да препознае добра музика и квалитет? Затоа сме тука. Што најмногу сака да слуша? Тоа мое лично прашање кон тебе. Кога им пушташ, ми спомна 3 различни жанрови интересни музики. Да. Што најмногу се слуша? Па зависи сепак и оваа музика колку и да изгледа исто за општата популација, сепак има мали разлики. Например, тие што слушаат покомерцијална музика не сакаат долги прелази, тврда музика и така натаму. Јас сакам така, станица ми е
станица ми е местото кај што луѓето можат да ме слушнат во право средство. Затоа што имам 4 часовен сет, имам по нешто музика и за тие што сакаат малку покомерцијално и за тоа тие што сакаат малку потврдо и така напред. Еве сега Сегда е различно тоа нормално. за тоа сега да те прашам, најверојатно каде што одиш ја знаат твојата музика што ја пушташ, како на пример и ти ја знаеш во станица клиентелата што доаѓа, не доаѓа таква клиентела како што сакам да ти наговестам, што сакам да те прашам. Балканот моментално е воден од еден турбофолк. И сега се случува да кажеме си пушташ твоја музика, знаеш ли некад да ги чепнеш тие што се за тоа дојдени и тие што ги нервира. Јас си ремикс им направив. Па тоа баш, тоа ме интересираше, значи Да. Беше многу тешко на почетокот на пандемијата, бидејќи луѓето проблемот е што луѓето во Македонија за да слушаат андерграунд музика, хаус музика, прогресив, техно, што и да е, доаѓаат во клубови, доаѓаат во станица, во 12-12, во Кино Карпош, во БКВ, за да слушаат музика. Меѓутоа, дома никогаш не би им текнало, затоа што не ни знаат што треба да слушаат, па слушаат све и свашта. И беше многу тежок прелазот од 2 години седење дома, па одеднаш да излезат и сите нови песни да ги слушнат. точно. И им направив еден ремикс од една српска пејачка, за да ги држиш малку у баланс додека. Да. Тоа ме интересираше, значи баш тоа е така. Следете го мојот SoundCloud да знаете за која песна збориме, нема да ја пуштиме денес бидејќи мене личи. Да, ќе се ќутиме. Да, сепак сме нели во Джентлмен магазин, кога сме тука, сакам да те прашам што за тебе представува Джентлмен? Прво јас бев многу изненаден како мене ме викнавте за оваа емисија. Джентлмен е state of mind и начин на однесување, така да и те како ги исполнуваш тие услови. Фала ви. Фала ти, Жаре. Што е те за тебе? Ти како ти го доживуваш? Баш ме интересира од еден урбан лик, еден човек кој што е од другата страна. Джентлмен, не знам, многу е тешко у Скопје да се најдат правите джентлмени, затоа што две вискиња и сите се гладни. Да. Треба пред се да знае да се само контролира. Дамите секогаш имаат предност. Не знам друго што би ставил во джентлмен. Па доволно е, само контролата ми одговори се. Така, буквално, само така, контролата. тука сме тука. Дефинитивно богата кариера, да не повторувам, да не испадне како ласкање. Кој е тој што најмногу те движеше во почетокот на твојата кариера? Во смисла, како идол, на кого најмногу си се подпирал, кој најмногу си го слушал? DJ Dynamite. Така. Јас имам и школа во Њујорк завршено, меѓутоа тие совети што сум ги добила од DJ Dynamite се уште ги користам и се уште се правило во моите сетови, да кажам. Јасно. Да. Значи, основата еднаш која темелот која ќе се постави после. Мислам тоа е многу просто, на пример, еден од неговите коментари. Джиги, многу е лесно да си диџеј. Секоја наредна песна треба да биде подобра од претходната. Така, чиста работа. Чиста работа. И вака го седиш, го мислиш. И после кога ќе го направиш на дело, ќе видиш како реагира публиката, сваќаш дека си го добил правиот совет. Да. А ете од цела таа галама, од сето тоа претходното да е следното да е подобро од претходното. И тоа е некаква еуфорија цело време, некоја гласноќа и така натаму. Дали некогаш посакуваш буквално вака да си направиш на твојот систем шатдаун и да си одмараш, не знам. Затоа ја имам понеделник го имам тоа. Аха. Понеделникот за нас диџеите како за нормалните луѓе не дава. Така, комеморација на душата и правиш. Меѓутоа е многу голем проблем е од, да речеме, некоја соба од собрани 600 луѓе кои се вакви, уште, да отидеш у хотелска соба сам, кај што никој не те знае да си легнеш у кревет, е многу голем проблем да знаеш. Океј, добро, не навлегувам. Кажи ми, еве како еден, повторно ќе кажам, урбан лик, млад човек кој што е секојдневно во контакт со други луѓе и гледа различни приказни секојдневно. Што мислиш ти, кои се вистинските вредности во животот? Фамилијата. Без второ размислување нешто. Фамилијата е најбитното нешто на светот. На планетата Земја, баш така и во животот. Мило ми е и навистина се сложувам со тоа, нема потреба да одиме понатаму. Здравје на фамилијата, здравје на најблиските, тоа е тоа, другото све ќе се дојде. Сега, следно прашање што ми е спремно, ќе морам да се потсетам, да гледам тоа тука затоа што се многу имиња и сите се многу битни, како на пример. Тоа е една 16-тинка само да си. Ќе ги прочитам со таков глас. Карл Кокс, Тип Диш, Џон Дигвид, Саша Соломон, Блек Кофи, Телофас, Денис Круз, Роџер Санчес, Хернан Катанео, Марко Карола, Елик Прајц, Пол Ван Дајк. Една 16-тина од сите тие. Кажи ми,
какво беше искуството да се работи, да се биде до таквите луѓе, да се соработува со нив? Тоа беше вториот дел од мојата школа. Значи првиот дел од школата беше Антена 5, вториот дел од школата кога више решив у кој правец ќе се движи мојата кариера, што ќе следам, што ќе презентирам. Тогаш имав таа среќа да бидам резидент диџеј во Колосеум, каде што настапуваа голем дел од овие имиња што ги кажав. Јасно. Од кој научив многу работи, од типот на шетање по светот, пиење вода и некои совети што, на пример, во Македонија од постарите диџеи, да речам, не сум можел да ги научам. Меѓутоа, од нив... Јасно. Да, и сега е така тераме. По тој пат. Тука некаде пред крај на ова наше дружење ќе сакам да те прашам дали младите знаат да се забавуваат без алкохол и без стимуланс? Како не знаат, сите знаат да се забавуваат. Затоа ќе ве поканувам на 1 април во станица 26, Јас и Трик. Ќе биде супер забава со многу изненадувања, нема да изгледа станицата што изгледа секој пат. Така да поканете сте да дојдете да видите младите како се забавуваат. Ти благодарам, ќе дојдам, исто така морам Само вакциниран да си. Обавезно, секако. 3 дози сертификати, се што 3 треба. сега ќе чекаме четвртак. Да. Црната боја и црниот стил на облекување од секогаш ми бил така неутрален и за секоја пригода и за секаде, но кога човек сака да се потенцира одреден детал, тоа не можам да не го заприметам за твоето ланче и привезокот. Може малку колку нешто се случува? И аутфитот е дело на Наталија Терзија. Јас лани во прошлата година во април негде, кога знаев дека ќе имам резиденција на Назарбич во Албанија, ја контактирав Наталија Терзија и кажав, не знаеш доволно, нешто ми треба, добро, ајде ќе видам. И дојде со ова ланче, кругот наводно означал Togetherness, како мојата песна. Така. Аутфитите црно затоа што, не знам, кога сме кај джентлменското, за мене најджентлменска боја е црната. Па да, неутрално, добра основа, така да... Да, исто така и клубската сцена, во моментот е понашарено, меѓутоа старата генерација сите беа од црно и така напрека. И баш кај што сум size plus, црно изгледа послабо. Морам да ја пофалам Наталија, затоа што ја пратам и на други места, освен кај тебе во аутфитот, така да навистина супер работа. Потребни се такви и вакви млади луѓе кои што ете целокупно заедно ќе ја придвижиме оваа наша Македонија и ова наше општество понапред кон светот и поблиску кон светот. Така да мило ми е што ми беше тука гостини соговорник, ќе си го продолжиме муабетот позади камери и се гледаме по станица. Нормално. На здравје. Бум. Само може да снимаме? Петте работи без кои што денот не ми оди се прво и основно сон. А ако не сум наспан и тоа со сонување, денот не ми оди. Фала Богу, сонувам многу. Втора работа, книга, веднаш после станување и веднаш после легнување. Минимум саат време читам добра книга. Трета работа, полна агенда. Ако не ми е наполнет денот од претходно и ако не знам точно како да правам, не го планирам јас денот, туку тој ме планира мене. Агендата мора да ми е полна. Четврта работа, многу важна. Ден со насмејани луѓе. Ако нема ги барам, ако не ги најдам, морам некого да насмеам. И петата, најважна работа, љубов. Без љубов во денот, денот нема смисла. Во Македонија дефинитивно ни се потребни лидери кои што цврсто ќе грабаат кон целта. Бидете и вие лидер и немојте да се плашите од одговорноста и од грабањето на целта. Добар си ми?